Добро дојдовте на порталот Работник. Јас сум Горан Андреевски, денеска ќе разговараме со председателот на Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, КСС, господин Благоја Ралповски. Бидете со нас. Здраво господине Благоја, како сте? Добар ден, фала на прашање, добро. Во врска со работа во недела. Последните 3 дена, 2 пати излегувате со соопштение каде повикувате да не се прави хаос во Законот за работни односи. Зошто мислите дека се намалуваат работничките права и кои се вашите предлози во врска со работа во недела? Вака, недела како неработен ден за сите беше многу експлоатирана тема во изминативе денови. Пред се ние мислиме дека таа тема се прави за популистички цели од најразлични групи. Ние нашиот став го браневме и пред Економско-социјалниот совет и морам да кажам дека и за денеска попладне е закажан уште еден Економско-социјален совет со конкретен предлог од Министерството за труд и социјална политика како замислува да се направат измени во Законот за работни односи да биде неработен ден. Прво да кажеме дека Министерството за неработен ден ги предлага следниве измени. Ден за неделен одмор е недела, а доколку со друг закон или колективен договор не е поинаку утврден. Правото на неделен одмор работникот ќе го користи во друг ден во неделата, во дејности во кои работниот процес е од таква природа што не може да се прекине и во дејности од областа на радио, дифузија и медиум. Подале по членот 3 стои дека подзаконскиот акт од членот 1 на овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од примената на овој закон, а тоа е дека со посебен закон може да се уреди правото на неделен одмор да се користи во друг ден од неделата во согласно со распоредот на работното време. Сега, тоа што ние го говоревме неколку дена и со неколку соопштенија кои што излеговме во јавноста, јасно укажува дека се прави хаос во Законот за работни односи. Ние предупредивме на тоа, затоа што имавме такви интуиции, такви најави и со ова не само што не се зголемуваат работничките права, напротив, се намалуваат работничките права затоа што ќе дојде до помеѓу секторите или гранките кои што ќе лобираат дали во Министерството, дали во Собранието, дали во владата, кој може да работи, а кој не, па ќе останат само 10% од работниците кои што нема да работат во недела и со ова не сме направиле ништо. Затоа, нашиот предлог како КСС е во 54 став 2 само да се измени дека ден за неделен одмор е недела и точка. Секоја работа во недела се пресметува како прекувремена работа и се исплаќа дневница зголемена за 50%. Во следниот член, став 3, да се додаде дека неделното работно време не смее да се продолжува во недела и важи само од понеделник до сабота. Со ваквата измена сметаме дека се задоволуваат и потребите на работниците, но и потребите на бизнес секторот и на економијата во кој што во оваа економска криза се наоѓаат во длабока апатија. Зашто се задоволуваат потребите на работниците? Затоа што во членот 117, во став 5 вели дека прекувремената работа може да трае најмногу до 8 часа неделно или до 190 часа годишно. Со ваквата измена, каде што кажува колку може работникот да работи прекувремено во текот на една година, доаѓаме до заштита дека работниците кои што работат во недела од една страна не може да работат секоја недела, најмалце ќе имаат пола и скоро 60% од неделите слободни, а од друга страна кога ќе работат во недела или тие што ќе работат во недела ќе им се исплаќа како прекувремена дневница, значи плюс дневница зголемена за 50%. И мислиме дека ова најсоломонско решение кое што е прифатливо и за бизнес секторот во овој момент, затоа што
треба да мислиме во каква состојба се наоѓа во државата, во здравствена, економска, да не навлеземе во една социјална криза. Од причина што поради неработењето во недела на најразлични сектори кои што се профитабилни толку со работата во недела, може да дојде до намалување на платите, а може да дојде и до отпуштање на работници и губење на работни места, што во овој момент, каде што имаме преку 40.000 изгубени работни места од почетокот на оваа пандемија, а да не говориме колку работни места се изгубени и во сивата економија, и сега со затварањето на секторот во хотелиерството, значи ќе се случи една страшна бројка, ќе ни се случи една страшна бројка и ќе се вратиме со невработеноста над 20% во државата. Затоа КСС апелира да не се прави хаос во Законот за работни односи, да не се дозволи да се лицитира кој ќе работи во недела или не, да не се носат некои подзаконски акти и ќе се направи тотално непочитување на Законот за работни односи, затоа што знаеме со подзаконски акти што може да се случи и ќе се наруши комодитетот на работникот. Во овој со нашиот предлог се заштитува работникот да не може да работи секоја недела, а од друга страна добива дополнителни приходи за работа во недела, што секако ќе биде и распределба на капиталот. Мислам дека и бизнес секторот е многу заинтересиран за нашиот предлог, но дека е прифатлив во ова време и за работникот, и понатака ќе можеме да разговараме во друго време, значи во други економски моменти, кога ќе го носиме новиот Закон за работни односи, уште повеќе да ги подобриме работничките права и да знаеме кој ден е ден за одмор, а кој ден е ден за работа.